Веќе со колегата пратеник Димитар Апасиев од Левица во изден одржавме пресконференција и денеска сакаме да го повториме нашето барање за, или да кажеме дека, да обзнаниме дека ќе покренеме интерпелација за председателот на Собранието, господинот Талат Џафери. Има многу причини за интерпелација, меѓутоа некои моменти, како оној во Европскиот парламент, цврсто не уверија дека сега треба да го сториме тоа. Најпрво сакам неколку напомени. Во компаративното уставно право велиме дека председател на Собранието треба да биде човек со највисок изборен легитимитет, но и со најдлабок, најширок морален интегритет. Значи, председателите на Собранијата, спикерите важат за најпочитуваните личности, за луѓе на парламентот и за луѓе пред се на опозицијата. Тоа се основните причини кога се бира некој за парламент. За разлика од оваа европска пракса, нашиот председател не е човек на парламентот, тој е повеќе човек на владата, не се однесува како прв меѓу еднаквите, како примус интер парес, туку се однесува како неприкосновен господар на Собранието, а ние се чувствуваме како да сме советодавно тело од 13 век во Англија. Ниту е неутрален, ниту е правичен, ниту е непристрасен. Не го чува собранискиот куќен ред, како добар домаќин, зашто немаме ни календар. Ние сме единствен парламент во Европа, а може би и во светот, што нема календар. Кога реков конкретната причина што е? Значи, прво, сите знаете дека во Европскиот парламент господинот Талат Џафери зборуваше на албански јазик, го заборави уставот, заборави дека во амандманот 5 на членот 7, во ставот 1, пишува дека на целата територија и во меѓународните односи службен јазик е македонскиот и неговото кирилско писмо. Што значи ова? Господинот Џафери не отиде во Европскиот парламент како граѓанинот Џафери, туку отиде како председател на Собранието, и тој исто така може би требаше пред да замине да го прочита членот 2 став 2 од Законот за употреба на македонскиот јазик, според кој употребата на македонскиот јазик како службен јазик е право и должност на сите граѓани на Републиката. А замислете што значи оваа одредба за председател на Собранието. Затоа што тогаш тој е должен да се држи до уставот и законите. Македонската нација, како и јазикот, како еден од најважните идентитетски символи, со што го изложи на подбив македонскиот народ, а всушност ова е кривично дело, кое што е, значи, санкционирано според членот 179 од Кривичниот законник. Ние во ова тешко време очекуваме разбирање и поддршка од нашите сограѓани. Албанци, турци, роми, власи, бошњаци, срби. Бидејќи е нелогично во 21. век да докажувате како ви настанал јазикот и кога бил кодифициран, заборавајќи на одлуката на Асном дека со решението, со едно од решенијата на Асном, значи македонскиот јазик, македонскиот народен јазик се прогласува за државен. Втората причина, не помалку важна, е една чудна, бизарна номотехника, што се применува известно време во парламентов, ама и во владата, непозната не само во било која национална држава, туку непозната ни во федерациите, непозната ни во меѓународните организации, непозната ни во Советот на Европа, ни во Европскиот парламент. Имено ние
од неодамна сите материјали, вклучувајќи ги и законите, ги добиваме во две колони, на левата страна на македонски, на десната страна на албански. Прво, логично е дека видното поле ни е ограничено и не можеме да го читаме текстот. Второ, ова е спротивно на уставот, на законот и на деловникот, бидејќи и во законот за употреба на јазиците, и во деловникот убаво си пишува дека пратениците кои што припаѓаат на заедницата што брои најмалку 20%, имаат право сите материјали да ги добиваат и да ги испраќаат и на својот јазик. Но пратениците македонци, пратениците роми, власи, бошњаци, срби немаат обврска да добиваат материјали на обата јазика. Впрочем, кликнете било каде на интернет и ќе добиете материјал на англиски, на германски, на француски, ама никаде нема да добиете материјал на неколку јазици. Значи, мора да има автентична верзија. Зошто? Јас кога гласам за две колони, гласам и за верзијата на македонски и за верзијата на албански јазик, а јас учам, но не го знам албанскиот јазик. Тоа не е во ред. Ниту има правен основ. Денеска, веројатно, ќе се соочиме деновиве со некој нов номотехнички екзибиционизам, сега пак нешто ревидирано од типот, прво оди текст на македонски, па потоа оди текст на албански. Не знам кој е иноваторот на овие решенија, но одговорно тврдам дека ниту имаат правен основ, ниту постојат некаде на планетава. Третата причина е чувеното гласање со скафандерите. Се разбира, јас нема надолго да зборувам за тоа, само ќе споменам дека беше прекршен протоколот и дополнението на протоколот и дека беше доведено во опасно здравјето на сите пратеници и сите вработени во ова собрание. Тоа не можело да се направи без првиот човек, односно без председателот на собранието. Само еден список на причини поради кои одамна требаше да покренеме интерпелација. Реков, ние сме парламент без календар. Значи, моите активности, јас не ги знам однапред, тие зависат од председателот на собранието. Понатаму, не се почитува деловничката одредба дека секој материјал треба да го добијам 10 дена пред седницата заедно со решението за седницата. Ние сме парламент на кој што на седниците има по 30, 40, 50 и 60 точки. Ние сме парламент на кој што на една седница има 3, 4, 5, 6 седници. Ние сме парламент кој не се знае дали ќе заврши во 18 часот, иако се појави точка врзана за Мак Петрол, ќе треба да бдееме до зора, не баре некој ни објавил војна. Во овој парламент дојдоа уредбите со законска сила, меѓутоа не ги видовме никој ние од пратениците. Во овој парламент дојдоа одлуките на председателот за вонредна состојба, никогаш не ги видовме. Во овој парламент неодамна пратениците си донесоа одлука, замислете, за продолжување на кризната состојба до крајот на годината. Иако, според одредбите на Законот за управување со кризи, тоа може да биде само 30 дена, па 30 дена, доколку има правен основ за тоа. И сигурно ќе бидеме единствената држава која ќе организира попис и локални избори, замислете, во кризна состојба. Во овој парламент не се процесуираат интерпелации, неколку сме поднеле. Во овој парламент иницијативи законски на опозицијата не доаѓаат на дневен ред. Во овој парламент истовремено тече седница на парламентот и течат седниците на комисиите, па ние треба да ги рушиме новите закони. Во овој парламент никој не реагираше кога министрите се најдоа во позиција да бидат истовремено и министри и пратеници. Тивко спомена антикорупцијска комисија и ништо. Заборавија дека министерската функција е неспојлива со пратеничката функција.
Во овој парламент се случува пародија со пратеничките прашања. А и што сме единствен парламент во кој што еднаш во месецот, ја велам на Свети четврток, се одржуваат пратенички прашања, туку кога ја следите процедурата, тие наликуваат на владини прашања, не на пратенички прашања. Во овој парламент се обвинува опозицијата за блокирање, меѓутоа во овој парламент некои пратеници дали се појавиле еднаш, два пати, три пати, па јас велам каде ви е црвениот килим. Тоа е навреда на собранието. А тие пратеници го имаат клучниот збор во решавањето на проблемите надвор од институциите и нив ќе ги видите во Охрид, ама ги нема на седница во Скопје. Да заклучам. Собранието е како куќа без прозорци. Не е моја констатацијата е француска. Во Третата и Четврта Француска република нема демократски воздух. Туку има авторитарен систем, оптоварен со византиски игри, а првиот човек не персонифицира демократија, туку персонифицира апсолутизм. Благодарам.